Здраво! Денес ќе правам една активност за мојата ќерка. Додека ја изработувам активноста, ќе зборувам на македонски и ќе објаснувам. Денес ќе учиме нов вокабулар, нови зборови. Една активност имам тука. Тоа е ова. Ова го направив пред неколку дена. Што е ова? Ова е картон или хартија. И имаме активност со лепенка. Значи, детето треба да ги одлепи и залепи рипчињата или рибите на место според бојата. Например, тука имаме жолта боја и жолта риба треба да дојде тука. Тука имаме сина боја, значи сина риба. Имаме портокалова боја, значи портокалова риба. Риба, мала, рипче. Рипчиња, множина, многу рипчиња. Каде има риби? Каде се рибите? Во водата. Во реката, во езерото, во морето. Така? Денес ќе правиме активност за ќерка ми. Што имам тука? Прво, имам хартија, бела хартија. Не е многу тенка, не е ни многу дебела. Имам молив, ова е молив. Имам дрвени бојци, има различни бои. Што имам друго? Имам фломастери во различни бои. Например, зелена боја, розева боја, црвена боја, сина, виолетова, потоа имаме сива боја, кафеава, црна, жолта и портокалова. Супер. Одиме понатаму. Што имам друго? Друго имам ножици. Со ножиците што правам? Со ножиците сечам. Сече. Имаме лепенка, за да ги залепиме. Ова е лепенката. Тука има лепенка. Имаме лепак, пиштол, лепак. Да, мислам дека тоа е тоа. И сега ќе почнеме. Мојата идеја е да направам куќа, да нацртам куќа, мала куќа со врата, прозорци, кров, може да има едно дрво и може да има облак или облаци и сонце. Може? Ајде да започнеме. Значи, прво ќе ја нацртам куќата. Куќата ќе ја ставам тука. Може тука. Ете така. Ова ќе биде куќа. Добро? Така. Не знам колку се гледа. Сега, друго што имаме друго? Извинете, заборавив. Тука имаме ева пена како сунгер. И во различни бои. Повторно во различни бои. Така?
И со ова ќе направиме куќа, ќе направиме дрво, ќе направиме прозорци. Ајде да видиме. Прво ќе почнам со кровот. Ќе направам кров за мојата куќа. Ајде така. Значи, ќе нацртам кров. Прво ќе направиме кров. Сечам со ножиците, сечам. Еве кров. Ајде да видиме. Добро, малку ќе го скратам. Малку ќе го скратам. Така. Добро. Супер. Сега ова не ми треба. Готово, завршив со црвената боја. Сега сакам да направам прозорци. Прозорци, прозорец 1, ама јас ќе ставам 2. Со молив ќе нацртам. Ова е бела боја и ќе го нацртаме од озгора. Еве вака. Ова ќе бидат прозорци. Ќе направиме прозорци. Добро. Што ни треба? Ни треба врата. Врата. Ова е кафеава боја. Кафеава боја и ова ќе биде врата. Супер. Ова е готово. Куќата е готова. Горе-долу може да направиме дрво. Ставиме едно дрво тука. Прво го цртам дрвото. Прво го цртам и сега ќе го исечам. Прво го нацртав дрвото, а сега го сечам. Овој материјал многу лесно се сече, многу лесно. Ова е горниот дел од дрвото, значи ова се лисјата. Супер. Ова не ми треба. Сега ми треба долниот дел од дрвото или стеблото. Ова ќе биде стеблото. Многу е големо, малку ќе го скратам. Ќе го направам помало. Сакаме да направиме сонце. Може едно сонце. Ајде едно сонце. Ќе ставиме сонце тука горе. Да. За тоа ми треба еден круг. И сега ќе го исечеме кругот. Сонце. И уште што сакам? Облаци. За облаци ќе употребам сина боја. За облаци сина боја. На небото има облаци и сонце. Ќе ги сечеме. Облаците, облак, еден облак, многу облаци. Два облака. Кога е мало, како ова, тогаш велиме облаче. Ете така. Го исеков и ова облаче. Сега, прво, ќе нацртам каде треба да биде вратата. Например, вратата е тука.
Добро. Каде ќе бидат прозорците? Едниот прозорец и другиот прозорец. И сега кровот. Ете така, ова е кровот. Едното облаче или едниот облак, нели? Може да кажеме едниот облак, другиот облак. Ете така. И овие се готови. Сонцето. Ете, сонцето. И дрвото. Исто така. Дрвото. И долниот дел од дрвото или стеблото. Стеблото. Така. Дали да ставиме трева? Трева. Може да ставиме малку трева. Ајде да видиме. Оваа зелена боја е посветла, светла. Ова е темна. Гледате, има разлика. Ова е темно зелена боја, а ова е светло зелена боја. За тревата ќе употребам светло зелена боја. И сега ќе исечеме и тревата. Оваа активност е многу интересна и мислам дека ќе се допадне на мојата ќерка. Ако имате деца, мали деца, можете да пробате и вие да направите ваква активност. Многу е лесно и брзо. И требата да ја обележиме. И сега што ќе направиме? Ќе обоиме црвена, жолта, кафеава и црна ја треба. Така? Да. Например, прво со жолта боја ќе го обојам сонцето. Ќе направам сонце. Ете така. Потоа имаме темно-зелена за лисјата, за горниот дел од дрвото. За кровот употребуваме црвена боја, кафеава боја за вратата, светло-зелена боја за тревата. Имаме за облаците сина, темно-сина, бидејќи ова е светло-сина боја, ова е темно-сина, како ова. Стеблото ќе го направиме кафеаво и прозорците ќе ги направам црни. Рамката на прозорците црна. Ќе ја направам. Добро. Како изгледа? Еве го цртежот. Ова е цртеж. Добро. Сега ќе ставиме лепенки. Ова е лепенката и лепенката е самолеплива. Самолеплива. Значи се лепи од двете страни. Ми требаат мали парчиња. Мали парчиња. Ќе исечам мали парчиња. Добро. За почеток имаме 7. Ајде да видиме, еве прво сонцето. Значи, лепенката ја лепам на ева пената, на ова. И сега ова ќе го залепам на хартијата. Значи,
тука. Ете. Супер. Сега може да направиме едно облаче. Или еден облак. Еден облак. Еве го едниот облак. Другиот облак. Еве го. Ке ставиме вратата. Тука. Дали мислите дека оваа активност ќе се допадне на ќерка ми? Или не? Што мислите? Напишете ми во коментар. И ова е готово, залепено и уште последното е кровот. И добро, тоа е тоа. Ова е активноста која што ја подготвив, ја изработив заедно со вас за ќерка ми. Што треба да прави таа? Треба да ги одлепи и залепи на местото, на соодветното место. Например, јас ќе прашам каде треба ова да стои? Каде стои ова? И таа треба да го стави тука. Каде треба да стои сонцето? Каде стои сонцето? Сонцето стои тука. Каква боја е сонцето? Сонцето е жолто. Или каде стои облачето? И облачето стои тука. Ова како се вика? Ова е кров. Каде стои кровот? Кровот стои тука. И ова е тревата, вратата и прозорците. Значи се одлепува и се залепува. Тоа е тоа за денес. Ви благодарам што бевте тука со мене и што ми правевте друштво. Поздрав и се гледаме во следното видео. Чао!